Благодарам, почитуван заменик министер, почитувани граѓани на Република Македонија. Повторно, гласот на претениците и граѓаните кои ги представуваме сите ние овде е злоупотребен. Правото и правдата се денес на распродажба. За волја на вистината, аболицираниот криминалец директно преку вас, колеги, и преку ова ново законско решение за Законот за јавно обвинителство, по секоја цена, ама буквално по секоја цена, бидејќи не се бираат ниту средства, ниту начин, се обидува да издействува амнестија за собствените криминали, како и амнестија на сите тие кои се вмешани во Рекет 1, Рекет 2, Леонардо и ред други. Како што всушност и се предвидува со овој предлог закон во член 110, со кој се предвидува разговорите да не важат за докази. Со што ќе се амнестираат сите оние сделки во 4 очи, сделки кои тежат милиони евра, сделки при кои се злоупотребуваат парите на граѓаните на Република Македонија. Затоа на шверцерски и криминален начин ја силувате парламентарната демократија во Македонија, наметнувајќи законски решенија кои се спротивни на интересите на граѓаните на Република Македонија. Но, како и многу пати предходно, вие покажавте дека вас не ве интересираат граѓаните на Република Македонија и нивните интереси. Ова насилничко и шверцерско туркање на Законот за јавно обвинителство само ја потврдува намерата на Зоран Заев за бегство од одговорност, за скандалите, криминалите и аферите. Со сила да се турка противуставен закон за јавно обвинителство во период кога собранието веќе требаше да биде распуштено, и тоа едностранно, без земање во предвид на забелешките од експертите и на професорите од правниот факултет, сето тоа значи само едно, дека Зоран Заев турка закон за да си ја спаси собствената кожа од одговорност. А очигледно е, од тоа што го гледаме и ние, и сите граѓани на Република Македонија, дека кругот околу него се стеснува. И токму затоа е сета ова паника. Зоран Заев со овој закон покажува страв, дека се плаши од разговорите кои ќе го докажат неговиот криминал. И сега преку овој закон се сака тоа да не биде користено за доказ при судска постапка. Со поднесувањето на овој закон конечно паднаа маските. Се потврди дека Зоран Заев се бори единствено за амнестија и за бегање од одговорност. Ние сме за апсолутна правда, за правда која ќе важи за сите подеднакво, без исклучок за кого се работи, од каде доаѓа и за кое име и да станува збор, без разлика дали е од позиција или од опозиција. Уставот мора да важи за сите подеднакво, бидејќи селективната правда која вие ја спроведувате, колеги, всушност значи неправда. Не може законите за едни да бидат казна, а за други амнестија. На секој еден правник му е кристално јасно дека станува збор за противуставен закон. А тоа го видовме и се уверивме во тоа за време на јавната расправа, кога од собраниска говорница се обратија професорите Гордана Силјановска-Давкова, Гордан Калајџиев, Никола Тупанчевски, Тања Каракамишева и Александар Климовски. Сите универзитетски професори. А наспротив нив стоеше министерката Десковска со ставовите на Социјалдемократскиот сојуз, кои од стручната фела беа побиени со стручни анализи и факти. Министерката Десковска на факултетот Јустинијан I предаваше уставно право. Пред да седне на министерската фотелја во влада, Десковска важеше за добар професор кој има многу добро познавање по предметите и знаењето професионално им го пренесува на своите студенти. Истите тие студенти кои од Десковска учеа за право и за устав, сега, за жал, се сведоци како професорката во улога на министерка буквално го гази највисокиот правен акт во државата. Професорката Десковска реши да застане
да заборави на стручноста и да стане само партиски послушник на Зоран Заев. Професорите од правниот факултет јавно го кажаа својот став, имено Тупанчевски во однос на предлог законот за јавно обвинителство посочи дека законот има крупни номотехнички грешки и создава правна несигурност. Универзитетската професорка по уставно право Гордана Силјановска-Давкова на јавната расправа за законот за јавно обвинителство посочи дека член 109, став 1 и став 2 е потребно да се коригираат, бидејќи директно се мешаат во Советот на јавни обвинители. Своји забелешки на предлогот за законот за јавно обвинителство на јавната расправа во Собранието на Република Македонија изложи и професорката доктор Тања Каракамишева Јовановска, професор по уставно право на правниот факултет, со низа забелешки во однос на овој закон. За професорот Александар Климовски, работниот текст на законот е спротивен на уставот. За него носењето на овој закон нема врска со евроинтеграцијскиот процес и не е услов за добивање на датум. Во делот на стручните забелешки за содржината на законот, Климовски упати критики за повеќе членови кои се однесуваат на нееднаквиот третман на јавните обвинители, именувањето и изборот на јавните обвинители и други членови. Универзитетскиот професор по право Гордан Калеџиев на јавната дискусија за предлог законот на јавното обвинителство остро искритикува дека се смешни и дилетантски одредбите во законот. Или како што рече самиот професор Калеџиев, овој закон за јавното обвинителство е брука. Професорката Мирјана Најчевска, која важеше за еден од најгласните активисти во текот на шарената револуција, вели: потребен е нов закон, но не напишан од политички елити. На самата дебата сите експерти, без исклучок, беа согласни дека законот не е добар и дадоа сугестии за промена на над 50 члена од самиот закон, односно за околу половина од вкупниот број на членови, кои треба да се изменат или да се избришат за да дојдеме до солидното решение. Таа расправа траеше 2 дена, иако целокупната јавност разбра дека има потреба да се направат измени во самото законско решение, владеачката партија не сакаше да смени ниту еден член од овој закон. И сега, колеги, кој сака да го заштити својот криминал, кој сака да се амнестира и зошто воопшто ја организиравте таа јавна расправа? Власта, наместо да бара консензус, таа се обидува на сила, со притисоци, со закани и уцени, да го истурка овој закон, како што кажа еден од експертите, кој што го цитирав, овој текст е брука. Повеќе амбасадори, меѓу кои францускиот амбасадор, рекоа дека не е важно само да се донесе законот, туку и на кој начин ќе биде донесен. Но очигледно дека на некој многу му гори под нозе, а сите тука добро знаеме кој е тој некој. ВМРО-ДПМНЕ апелира ново законско решение кој ќе го креираат експерти, професори од правниот факултет, бидејќи само така во Македонија може да се врати правдата и да завладее правото. Само така ќе му ја вратиме на народот вербата во државата и во правниот систем. Ви благодарам.